Целта на овој симулативен настан е да обезбедиме присуство на учениците и физичка настава на учениците за време на COVID-19 и соодветна примена на протоколите доставени од Министерството за образование. Целта на овој денешен настан е да видиме колку се спремни нашите училишта за да обезбедат безбедна настава со физичко присуство на учениците во училиштето. Ово е еден од симулативните настани во едно основно училиште и во петок ќе имаме уште еден симулативен настан во едно средно училиште. Целта на овој настан е да ги утврдиме кои се недостатоците и кои мерки би може да се подобрат со цел да се зголеми безбедноста на учениците и наставниот кадар. Градоначалникот, раководните структури заедно со директорите работеа напорно во изминатиот период со цел да изнадат начини за спроведување на наставата без да има пречки во образовниот процес на учениците. Сите училишта од општина Кавадарци, основните училишта и средните доставија барање до општина Кавадарци, а општина Кавадарци го проследи до Министерството за образование дека нашите училишта се спремни и изразија спремност за за одвивање на настава со физичка присутност на учениците во основните и во средните училишта. Исто така, паралелно на ова, доколку не се дозволи физичка присутност, општината работи и на подготовка на училиштата, и на средните и на основните, за имплементирање на онлайн настава, како и подготовка на соодветен интернет пристап до учениците, соодветна опрема и врз основа на тоа да имплементираме настава која ќе биде најсоодветна, без при тоа да има реперкусии по здравјето на учениците и наставниот кадар. Со оглед на новонастанатата ситуација со COVID-19 во нашата држава, гледаме дека имаме проблеми во сите слоеви на општеството, па така и во воспитно-образовните институции. Образованието во овој момент е исправено пред еден голем предизвик. Како ќе се одвива наставата? Дали со реализирање на наставата нели со физичко присуство или преку далечинско учење, односно онлайн. Во последните месеци забележувате дека различни беа размислувањата на учениците, на родителите, на наставниците и можеби Министерството за образование и наука токму поради тоа им даде можност на училиштата самите да поднесат барање за да реализираат настава со физичко присуство, секако почитувајќи ги насоките од планот и протоколот кои што се усвоени и донесени од страна на владата и од страна на Министерството за образование и наука. Нашето училиште, согласно одлуката што ја донесе училишниот одбор, согласно одлуката на наставнички совет и согласно одлуката на совет на родители, реши да достави барање до основачот, односно до градоначалникот на општина Кавадарци и советот на општина Кавадарци за реализирање на наставата со физичко присуство. Секако се раководевме и од анкетата, односно од согласностите од страна на родителите кои дури 93% во нашето училиште се за реализирање на настава со физичко присуство. Ние го испративме тоа барање, основачот навреме го испрати и сега по медиумите сме едно од тие, мислам, околу 130 училишта кои што треба Комисијата за заразни болести да ги разгледа и да дозволи. Доколку во нашето училиште, во Тоде Хаџитефов, се одобри таква настава со физичко присуство, ние сакаме предвреме да бидеме подготвени, имавме многу конструктивни состаноци со раководството на општина Кавадарци, со градоначалникот, со секретарот на општината, со секторот за општествени дејности, со инспекторите и сега се подготвуваме и токму во рамките на тие подготовки и денешнава симулација која што ја правиме. Ако добиеме дозвола, нашето училиште ќе користи 3 влеза, наставата ќе се одвива од 7 до 20 часот, часовите ќе бидат 30 минути, според протоколот со одморите, имаме распоред за часови како и секоја година, имаме распоред за влез и излез кој што е истакнат на видно место во на сите 3 влеза, имаме редарски служби, дезинфекциони средства за обувки, за раце, средства за лична хигиена кои понатаму исто така односно ќе го зголемиме нивниот број, што е многу битно, над 20 ученика паралелките ги поделивме во групи и сметам дека доколку нели го дозволи тоа Комисијата за заразни болести, би можеле да почнеме конечно да седнат учениците на училишните клупи. Би сакала да кажам во денешнава симулација дека учествува представници од локалната самоуправа, директори на средни и на основни училишта, наши предметни наставници, оделенски наставници, целата стручна служба
од совет на родители, совет на родители, од дел од училишниот одбор на училиштето и секако административно-техничкиот персонал. И сето ова со цел, како што кажа и секретарот на општината, е да ги идентификуваме сите оние пропусти или недостатоци за да можеме во наредниот период благовремено да ги надминеме. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.